деновиве правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип е домаќин на 12-тата меѓународна научна конференција насловена Обштествените промени во глобалниот свет. Оваа година конференцијата обединува над 100 учесници со повеќе од 60 трудови кои што доаѓаат од 15 различни земји. Ваквите бројки го потврдуваат меѓународниот карактер на конференцијата и интересот што таа го буди кај истражувачите од различните области од домашната и меѓународната академска јавност. Годинава како главни говорници ќе ги слушнеме професорот Джузепе Каталди од Универзитетот Лаориентале, Неапол, Италија, кој што ќе говори на тема за предизвиците и примената на меѓународното право во услови на воена криза. Понатаму професорот Далибор Долажал од Универзитетот во Загреб, Република Хрватска, кој што ќе презентира истражување на тема скрината економија и нелегалните пазари на дрога. И судијата Дарко Костадиновски од Уставниот суд на Република Северна Македонија, кој ќе зборува за концептот на живиот устав, односно динамичното толкување и прилагодување на уставот на брзите општествени промени. Годинава имаме, односно програмата е така структурирана да имаме поделба на трудовите, направивме добра селекција на трудовите, на темите на трудовите по области. Најголем интерес имаме, односно најголем број на трудови имаме во секцијата право. Понатаму имаме политичка секција, медиумски науки, општествени науки и мултидисциплинарна сесија. Сесиите се на македонски и на англиски јазик. Работен јазик на секциите, посебно на мултидисциплинарната секција, се македонски и англиски јазик. Посебно сме горди на секцијата за млади истражувачи, кој што интерес од година во година, значи интересот за учество за оваа секција се зголемува, што е доказ за значи не само дека конференцијата е традиција, туку инвестиција во еднината на научната мисла и општествената одговорност. Мене ми е многу драго што, како што кажав, интересот за оваа конференција од година во година се зголемува и што годинава имаме теми од повеќе правни области, се со цел да покриеме прашања кои што ја засегаат не само академската, туку и општата јавност. За крај на сите учесници сакам да им посакам успешна работа, плодна дискусија и сигурна сум дека од истата ќе произлезат нови идеи и иницијативи, ќе се дадат одговори на многу прашања и ќе упатиме препораки до релевантните чинители. Денес имаме особена чест на денешната конференција, ете покрај научно-истражувачкиот дел, односно покрај сите научници, истражувачи и колеги што се дојдени од страна, што ќе презентираат, да промовираме уште едно нешто за што сме особено горди, нели ние од особено задоволство, а тоа е да ја доделиме титулата почесен професор на професорот Джузепе Каталди. Тој е професор кој што доаѓа од Универзитетот Ориентале во Неапол и е професор по меѓународно право. Она што е битно да се напомене дека правниот факултет за прв пат во историјата нели на своето постоење доделува ваква титула од особено важење, нели од особена важност на почесен професор. И така би сакала да спомнам само дека професорот Каталди е познат и истакнат правник по меѓународно право во Република Италија. Тој е носител на катедрата практично за меѓународно право на Универзитетот во Неапол, долгогодишен пријател на Универзитетот Гоце Делчев, направил многу во неговата кариера, досегашна кариера, за да ги промовира нашите меѓусебни односи и се разбира за да го промовира Универзитетот Гоце Делчев во меѓународните односи на меѓународната сцена. Тој, меѓу другото, споменав дека е истакнат правник по меѓународно право, бил консултант исто на Европскиот парламент, консултант на Европската комисија, но морам да напоменам и дека е основач на Меѓународната асоциација за правото на морето и воедно нели негов председател. Така што можам да кажам нели само пофални зборови за професорот Каталди, би сакала да му се заблагодарам за неговата долгогодишна поддршка, која што нормално не е поддршка само од едно лице, туку од институција и од цела држава. Un titolo che mi onora molto. Јас навистина сум многу почестен што ми се доделува ова награда и што ми се окажува ова титула на почесен професор. Ова е навистина една инкоронација или на нашите досегашни меѓусебни односи помеѓу двата универзитети. Би сакала да напоменам, особено ми е драго што присуствувам тука, нели што сум дел од овој процес и што сум тука дојден во Република Македонија, затоа што оваа држава не е само историски референт на
точка во смисла во минатото, особено во рамките на меѓународното право од најразлични причини. Меѓутоа сега представува и пример за успешна интеграција, пример за една држава која што успешно успеала во смисла да ги менаџира, да ги заштити и да ги имплементира човековите права, да им ги интегрира малцинствата и се разбира да се докаже и покаже на меѓународен план, особено во делот и на односите во смисла европската регионална интеграција, интеграцијата во Европската унија, но и пошироко. Би сакал да истакнам дека сега се наоѓаме токму во еден приоден период, критичен приоден период, кој што е период практично на голема несигурност во меѓународните односи, кој што можеби на некој начин го дефинира или го утврдува крајот на една претходна епоха на мултилатерализам и на верување и на поставување на принципите и на стандардите во рамките на меѓународното право. Јас се надевам дека ова ќе биде, се разбира, пресвртница, меѓутоа истовремено се надевам дека ќе се постават и на крај солидни стандарди во смисла во делот на заштита на меѓународното право, човековите права и така натаму. С обзиром на истраживање koje radimo na Odsjeku za kriminologiju vezano za zlouporabu droga, ono što se može primijetiti da zlouporaba droga i kriminalitet vezan za zlouporabu droga više nije samo jedinstveno problem koji se tiče samo jedne države, nego se tiče zapravo svih država, s obzirom da je potrebna međunarodna suradnja ne samo na pravnoj razini, nego i na društvenoj razini, jer se dosta često zaboravlja da iako postoje, svaka zemlja ima svoje pravne regulative koje pomažu u borbi protiv zlouporabe droga, često se desi da pojedinci prelaze granice, naravno, i gdje međunarodna jurisdikcija nije toliko čista i u tom slučaju je potrebna i pravna suradnja međunarodna, ali i suradnja svih organa, pogotovo policije, koji sudjeluju u sprječavanju zlouporabe droga, ali i prevenciji kriminaliteta vezanih uz droge. Da, kao što ćemo predstaviti u istraživanju koje smo proveli kolege i ja sa Odsjeka za kriminologiju, dosta toga se promijenilo, pogotovo dosta stvari se promijenilo nakon COVID-a. Najveće promjene su se desile da su recimo nove droge su postale interesantne mlađoj populaciji i da neke stari oblici korištenja droga vezanih prvenstveno uz heroin sve više i više nestaju, nego se pojavljuju novi oblici droga, pogotovo sintetičkih droga, novi oblici zlouporabe i naravno novi izazovi ne samo na međunarodnoj razini u smislu sprječavanja trgovanja ilegalnim supstancama, nego čak i na zdravstvenoj razini, s obzirom da dosta ljudi koji zlouporabljaju nove, pogotovo sintetičke droge, imaju nekakve nove probleme vezano za njihovo zdravlje, što onda predstavlja veliki izazov za ljude koji rade u medicinskom sustavu kako bi mogli djelovati u onom trenutku kada dođe do takozvanog overdoza, odnosno do zlouporabe droga.